Во ова видео ќе научиш повеќе за атомот, особено за изотопите и како може да се пресмета масениот број на елементите во периодниот систем. До символот на елементите во периодниот систем има два броја, едниот помал, а другиот поголем. Помалиот број е атомскиот број, кој е единствен за секој елемент. Атомскиот број покажува колкав е бројот на протони. Поголемиот број е масен број и зависи од масата на јадрото. Тоест, од бројот на протони и бројот на неутрони, бидејќи масата на електроните е многу мала и се занемарува. Атомскиот број на натриум е 11, а масениот број е 23. Колку протони, електрони и неутрони има натриумот? Паузирај го видеото додека го пресметуваш нивниот број. Време е за одговорот. Натриумот има 11 протони, бидејќи тоа е атомскиот број. Значи мора да има 11 електрони. Бројот на неутрони е 23 минус 11, што значи дека има 12 неутрони. Атомската маса на елементите во периодниот систем не е секогаш цел број. Таа се пресметува како средна вредност од масата на изотопите и нивната застапеност. Например, атомската маса на хлорот е 35,5. Хлорот има два изотопи – хлор 37 и хлор 35. Хлор 35 е 3 пати позастапен од хлор 37. Тоа значи дека просечната маса на хлорот е 3/4 по 35 плюс 1/4 по 37. Оттаму се добива 35,5. Погледни го периодниот систем. Кои други елементи имаат атомска маса што не е цел број? Полесните елементи имаат приближно ист број на неутрони и протони. Но потешките елементи имаат поголем број на неутрони кои го држат јадрото заедно. Електроните кои се околу јадрото не се целосно слободни. Тие имаат ограничено движење по одредени орбитали или енергетски нивоа. Во секој енергетско ниво може да се сместат определен број на електрони, се додека тоа не се пополни целосно. Останатите електрони се во следното ниво. Енергетските нивоа се нарекуваат електронски слоеви и се цртаат како концентрични кругови околу јадрото. Бројот на електрони кои може да се сместат во секој слој може да се определи од периодата во периодниот систем. Првата периода има само два елементи – водород и хелиум. Во првиот слој може да се сместат само два електрони. Водородот има еден слој со еден електрон во него. Хелиум има еден електронски слој со два електрони во него. Во други видеа има повеќе за тоа како се распоредени електроните. Досега веќе ти е јасно дека атомите се составени од протони, неутрони и електрони. Запомни дека масата на електроните е многу мала и дека протоните и електроните имаат полнеж, а неутроните се електронеутрални. Запомни што се тоа изотопи и како од вредностите на атомскиот и масениот број може да го пресметаш бројот на фундаментални честички што ги има во еден елемент. За да научиш повеќе, може да го погледнеш видеото за тоа како се распоредени елементите во периодниот систем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.